Добро вечер. Европската Унија ги отвори границите за стока, но ги затвара за македонските возачи. Правилото 90-180 се заканува да го закочи транспортот и да го поскапи извозот. Професионалните возачи со статус на туристи. Дали македонските транспортери се жртва на европската регулатива или на домашен институционален пропуст и непотребно чекање, кое сега скапо може да го платиме? Како течат преговорите со Брисел? Волја има од двете страни, но потребно решение дали има на повидок или нема. Ке бидат ли приморани домашните транспортни фирми да ги селат своите камиони и возачи за да преживеат? Колкава штета ќе претрпи домашната економија и индустрија? Ке загубат и странските фирми и Унијата? Нови прашања и теми вечерва во топ тема. Ке разговарам со Синиша Миланов од Сојузот на стопански комори. Добро вечер. Добро вечер. И секако во студиото е и Билјана Муратовска, генерален секретар на Макантранс. Добро вечер. Добро вечер. Во емисијата топ тема ќе погледнеме, а и ќе го коментираме, кусиот разговор со министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Значи, Европска комисија е јасна, вели правилото важи за сите трети земји, секторот вели возачите не се туристи, возачите се професионалци. Прашање за двајцата. Ке почнеме со вас, господја Муратовска. Во понеделник ќе има средба, нова средба на македонските власти со представниците на Европската комисија. Очекувате брзо решение или долга криза? Па искрено да ви кажам, ја бидејќи сум вечите оптимиста, се надевам дека... Што е некогаш добро. Да, се надевам дека ќе има некое решение. Меѓутоа, кога се работи за Европската комисија и за нивната бирократија и ароганција, можам да кажам, без разлика како ќе ме разберат, очекувам пак некои потешкоти да има, меѓутоа, ако се свесни за тоа што представниците од Европската комисија, од економскиот дел кој што се, оние сватија пораката и знаат што значи запирање на синџирот на достава на репроматеријали на овако. Меѓутоа, делот кој што од Европската комисија за миграција, тука имаме проблем, бидејќи они сметаат дека ние нарушуваме безбедноста, сигурноста во Европска Унија, макар да е чудно, бидејќи ние сме толку препознатливи. Камионите ни се големи, автобусите се големи. Имаме документи и за возачите, и за возилата, имаме документи и за стоката која ја возиме. Јас само би им порачала барем да им е жал за стоката што ја возиме за нивни клиенти. Бидејќи кој ќе ги запрат возачите, камионот останува небезбеден. Така е. И нема ни да стаса, негде може да се работи за рокови, за брзо ставање во производство, за да се добие нешто, што значи штетата е двојна. И од оваа страна, и од таа страна. Па затоа и се надевам дека сепак се работи за економијата, за стопанството, дека ќе имаат некое разбирање, а и како бројка не сме нешто многу што би им сметале. Например, во нашава држава околу 4500 до 5000 возила се што се движат во Западна Европа. Значи, не зборам за целиот дел, малце се повеќе, меѓутоа има што одат само до Хрватска, до Словенија, до Бугарија, до Грција, оваквото. Така да, онај дел кој што они највише си го штитат тамо, Германија, Белгија, тоа... Западна Европа. Да, Западна Европа. дел. Воопшто нема штета од действувањето не само на македонските превозници, него и на сите други што се од Западен Балкан. Се согласувам. Господин Миланов. Јас се сложувам исто, јас и сум оптимист и верувам дека ќе се изнајде брзо решение, бидејќи, како што господја Муратовска кажа, ние сепак сме мала бројка каде што може да се одземе, да кажеме, од остатокот од светот, не сме ризична категорија, возачите се сепак професионалци кои што си ја оболуваат секојдневната обврска, како што ние секојдневно одиме на работа и си работиме својата работа, тоа е нивниот дел од работата. Тие возачи се уредно пријавени тука во македонските фирми, уредно се земаат плата, се плаќаат предонеси за нив. Матична држава име, значи нема никаков ризик Европска унија од нашите возачи да бидат третирани како, да речеме, мигранти. Значи сепак исто така и не треба да бидат третирани ниту како туристи, бидејќи тие само таму транзитираат и буквално одат да завршат работата и повторно да се вратат. Така да
Јас верувам дека сега, бидејќи се обедини Балканот, ние како држава, да речеме како Македонија, сме можеби мала, меѓутоа сега кога се обедини Балканот, веќе е гласна пораката и тоа и се осети кога беа блокадите. Така е, и мислам дека Европска унија сериозно го свати тоа и дека ќе се преиспитува и ќе се приспита и ќе изнајде брзо решение, бидејќи како што напоменавме, не се работи само за нашата економија, туку се работи за нивната економија. Да не забораваме, една од поголемите членки на Европска унија и на држава на Западна Европа е Германија. Значи Германија кај нас има многу голем фокус во автомобилската индустрија, значи многу големи компании кај нас во технолошко-индустријските зони се со фокус за производство или доработка на делови кои што се за автомобилската индустрија. Значи ние знаеме сите дека можеби 70-80% од економијата на Германија се состои од автомобилската индустрија. Тоа и се увиде во времето на ковид, кога имаше прекини, кога имаше нели привремени застанувања со работа на фабриките, колку претрпе економијата на Германија. Така да, еве, пак ќе кажам, верувам... А и наш најголем трговски партнер. Да, точно, верувам. Тоа го велат бројките. Се надевам дека ќе се изнајде брзо и ефикасно решение. Пред да ги викнам рекламите, ова сакав да ве прашам, господин Муратовска, колку смени тоа што господинот Миланов исто го истакна, што не е сега само Македонија како Македонија и вие како Макам Транс или како македонските возачи да барате, туку се обединија и Србија, и Босна и Херцеговина, и Косово, или не менува ништо? Не беше Косово, да, не беше. Албанија и Косово, да, не блокира, се извинувам. Србија, Црна Гора, Босна и ние. Видите, ние уште иако и нив ги опфаќа и Албанија и Косово, но одлучено. Ние уште пред 10 години на наша иницијатива подпишавме меморандум за соработка со Србија, Сдруженијето, со Босна и Херцеговина и со Црна Гора. Да, ние сме цело време, бидејќи имаме исти проблеми, ние си помагаме. Значи, дали ќе има проблем на наша територија па да им помогнеме или они нас да ни помогнат, цело време се заедно се почитуваме и знаеме дека сами ако се појавиме, поготово Македонија и Црна Гора, ништо не правиме. Меѓутоа вака кога сме сите 4 држави, е нешто поинаку, зашто синџирот... Притисокот е поголем, да. Поголем е, меѓутоа и Србија е коридорот кој што поминуваат многу повеќе возила, него што поминуваат од кај нас. Што значи дека ние сега го затворивме и овој мал дел, за да нема вртење од околу, али се покажа дека сите 4 држави заедно можат да постигнат многу повеќе него секоја сама. Ви благодарам. Одиме со првиот блок реклами. Топ тема ја продолжуваме со разговорот, мини интервју со министерот за транспорт и врски Александар Николовски на оваа тема, проблемот на транспортерите, очекувањата и што превземаат македонските институции во Брисел за да се најде што е можно побрзо и секако по-безболно решение за двете страни. Да погледнеме. Министер, добар ден, благодарам за времето што го одвоивте. Благодарам. Да разговараме за проблемот што се појави со транспортерите. Кажете ми што се последните информации со кои што располагате, што се случува во Брисел на ова прашање? Почнавме диалог со Европската комисија, во кој што во рамки на новата визна стратегија, која што ја представи потпредседателката на Европската комисија, треба се изнајде решението за превозниците. Контурите се јасни, а тоа е дека со новата визна стратегија превозниците се признати прв пат како професионалци, до сега не беа во таа категорија. И сега има неколку опции кои што се разгледуваат. Едната опција е секоја земја членка на Шенген зоната да издава посебни визи, на тој начин да се бројат деновите само во таа земја, што во суштина го решава проблемот. Во овој момент само Швајцарија го прави тоа. Втората опција е да има целосно изземање како што е за пилотите и за машиновозачите. И третата опција е некој хибрид помеѓу првата и втората, а тоа е да се сметаат како прекугранични работници, односно дека често мора да ја менуваат границата. Околу овие три модалитети сега се изнаоѓаат решенија. Имаше 3 состаноци, еден беше на политичко ниво, 2 беа на техничко ниво, на 20 има повторно на техничко, односно на експертско ниво, да бидам попрецизен, и очекувам дека ќе се најде решението. Она што е знак на добра волја, сега зборувам за Македонија, е дека примената на ЕС системот ќе се одложи до крајот на септември месец.
Дали тоа значи дека сите држави ќе се сложат или повторно станува збор за индивидуално една држава може да се согласи, друга не? Па, она што мислам дека нас ни е значено, доколку одиме со визија, е да се согласат државите каде што најмногу нашите превозници оперираат, со цела почит кон другите држави, еве да не одам поименично. Останува и едно прашање отворено, доколку еве ги израмнат професионалните возачи, како што рековте, со машиновозачите, со пилотите, тоа е сепак процес кој што ќе трае неколку месеци, повторно ќе се надмине 10 април. Што во меѓувреме? Па, мислам дека барањето на превозниците беше логично, кога ги почнаа протестите, нивното основно барање беше да почне диалог и добро е што почна диалог. Ние сега, ако гледаме кумулативно, дури и да почне ЕСА системот да се применува во април, на тоа секако има 90 дена, затоа што тие 90 дена не се спорни, значи повторно доаѓаме до септември, значи до септември има доволно време да се тоа имплементира и не случајно е вака издизајнирано. Мислите дека може да се реши до септември? Јас мислам за Македонија дека ќе се реши и тука би сакал да замолам да бидеме многу внимателни за она што доаѓа како информација од соседството, особено од Србија и од Црна Гора. Има таму и други агенди, има и други политики. Ова е прашање кое што не треба да се политизира. Ова е прашање кое што се однесува на бизнисот, а не се однесува на политиката и треба да ја држиме политиката надвор од ова. Не мислам дека преку превозниците било кој во регионот треба да докажува дали функционира или не Европска Унија, дали е таа најдобрата алтернатива за регионот или БРИКС е подобра алтернатива или нешто друго, да си огледаме нашиот двор. Зошто се чека еве до последен момент до 10 април? Дали станува збор за институционален пропуст? Дали станува збор за пропуст во Брисел, кај нас, кај превозниците, кај бизнисот? Зошто стигнавме до тука? Мислам дека во Брисел немаше разбирање колкав е проблемот додека не почнаа блокадите. Инаку ние минатата година 4 пати на седница на влада сме разговарале за ова и сме го властувале Министерството за надворешни работи и надворешна трговија да комуницира поднос на ова прашање, а во декември месец јас лично во Брисел и со комесарот за транспорт Цици Костас и со двете директорки на двата оддели во Европската Унија кои што се однесуваат на транспорт и мобилност, имав жестоки дискусии, обидувајќи се да ги убедам и да им образложам што ќе се случи, но верувајте, додека не се случи блокадата, не беа свесни за кои размери зборуваме. Кога се случи блокадата, јас имав една интензивна агенда тие денови да докажам и покажам што се случува. Комунициравме со грчкиот министер за транспорт, со бугарскиот вице-премиер и министер за транспорт, отидов во Хрватска на нивна покана кај вице-премиерот и министер за транспорт и кај претседателот на Стопанска комора, затоа што едноставно сватија дека и нивните економии ќе замрзнат, затоа што се директно погодени и од тогаш веќе се сваќа проблемот сериозно. Жал ми е што мораше на тој начин да се крене проблемот и на тој начин да се постигне видливост на проблемот, но подобро така, отколку да останеше нерешен проблемот. Лобираме, идеме индивидуално, вие како министер Македонија, како држава лобирали меѓу државите од Европска Унија за некако да се издействува, барем за нас поволно решение? За нас е најдобро да се реши цел регион, но второто најдобро решение е да се реши за Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам, беше задоволство. Да, тоа беше кусиот разговор со министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Во понеделник веќе има состанок во Брисел. Кажа дека има неколку модули, неколку модели. Првиот, секоја држава да издава посебни визи, да се бројат деновите само во таа држава. Второто, професионалните возачи да се признаат како професионалци, а не како туристи, да се израмна со пилотите и машиновозачите. За вас, или трето, хибридно решение, за вас кое е решението? Сепак процедурата не е кратка кога станува збор за Европска Унија. Како што кажа, иако ги има тие 90 дена во джеп како резерва возачите, мислам дека нема да стигнат, но тоа е моје субјективно мислење. Значи, која од двете опции е поверодостојна и поприфатлива? Поприфатлива знам ли го? Поверодостојна. Вака, прво се работи за барање кое што сме го доставиле и бараме да не изедначат со авио, железничкиот и бродскиот превоз. И тоа е основното и право решение, бидејќи постојат 4 вида на превоз, не постојат 3 вида. Што значи некој кога е пишувал таа регулатива 2016-399, свесно не изоставил од иземањето. Меѓутоа, ние бараме, бидејќи знаеме дека процедурите се подолги, значи бараме во преодниот период
затоа што веќе е јасно да не дефинираа како професионалци дека треба да се најде преодно решение, а не да се продолжи да ги и понатака да ги апсат превозниците, да ги запираат било каде. Па дадовне опција да не рачунаат како прекогранични работници, како прво. Да. Значи тоа знам ја дека е за 50 километри, меѓутоа со додавање на услов дека ќе важи на територијата на цел Шенген и дека ние не сме работници кои влегуваат постојано на ист граничен премен. Значи со тоа дополнување ќе може да се примени тој дел, со што во исто време ги имаме наброено сите документи кои што постојат. Значи ние како држава сме меѓу првите кои што сме усогласени со регулативата 1071, која што бара сите превозници да имаат лиценци. Возачите да имаат сертификати за професионална компетентност. Тахографите во возилата, кај што секоја секунда се мери, не минута, не са секунда на движење на возачите, што значи кога ќе ги запрат да ги контролираат, веќе е јасно. По самиот изглед на возилото е јасно, меѓутоа има и помали пикапчиња, не знам ово, ајде да кажеме дека сите други документи. Тие документи се доказ дека се професионалци. Исто така, документите кои што се носат за стоката која се превезува, значи има ЦМР образец, тој е основен за патниот превоз, онма покажува која е дејноста на самиот превозник, односно што врши работа возачот, бидејќи работната место на возачот, согласно АЕТР спогодба што е за работни активности на возачите, е во кабината на возилото. А ова, извинете што ве прекинувам, а овој дел што го кажа и министерот као посебни визи за секоја држава, прифатливо или не? Друго, ние баравне, бидејќи ако се вадат визи од секоја држава, ама сада е многу тешко, затоа што ние работиме во многу држави, при тоа не треба да забораваме дека транзитираме одредени држави. Ние поднесовме барање до сите амбасади да информираат дали постојат визи кои што или дали ќе има можност да има визи кои ќе се дефинираат како визи за професионални возачи, со тоа што ако се добие од една држава Шенген зона да важи во сите останати. Дали ќе го прифатат, нема да го прифатат, тоа е друго прашање. Меѓутоа, факт е дека ние и досега бевме препознатливи кои сме и што сме, а сега дали ќе преземат некој чекор, ќе видиме. Миланов, исто и за вас, покрај тоа кој е прифатливо сценарио, дали тоа посебните визи или професионализирање на возачите да се изравнат со пилотите и машиновозачите, и дополнително би сакал да ве прашам, со оглед дека ова не е нешто ново, тоа што ќе се случи на 10 април, се знаеше, тука е доследна примена, зошто е впечатокот дека компаниите беа фатени буквално неподготвени? Можеше и порано да се преговара, кој затаи, кој преспа, бизнисот, владата или сите заедно? Видете вака, ова не е ново, како што кажате. Значи, правилото за Шенген зоната е од 2006 година. Во 2006 година, кога е донесен овој закон и ова правило, имало само 15 членки. Меѓутоа, одма следната година, 2007 година, веќе е направена едно големо проширување со плюс 7 земји членки на Европската унија во Шенген зоната. И сад тука, според мене, тоа големо проширување ја би го вперил прстот можеби во Европа и во тие на Шенген зоната што го измислувале, да кажеме, сето тоа го замислувале како треба да тече, бидејќи не е исто кога имаш одреден дел, 15 не е исто кога имаш плюс 7 или сега кога се веќе многу повеќе. Порано да кажеме кога го дискутиравме тоа, кога тргнувал, да речеме, камионот од Македонија, имало да оди неколку држави, да поминат неколку денови за да влезе во Шенген зона или во Европска унија. Меѓутоа сега нас не е на еден ден.
без разлика каде сакаме да се свртиме. Во моментот кога ќе излезеш од Западен Балкан, веќе си во Шенген. Веќе си во Шенген. Толку еден ден е разликата Македонија и Србија, следниот ден си веќе во Европа. Да не заборавиме кои се потешкотиите на македонските транспортери и на транспортерите од земјите што не се членки во ЕУ. Самата граница е толку тешка, толку спора за поминување, што некогаш возачите по 24 часа губат од своето време. Сега вие рачунајте, кога камионот ке тргне, ке изгуби 24 часа на самата граница за да ја помине границата. Додека да одвози и стигне, се случува да има проблем царински, да не стигне да истовари на времено, ке истовари, можеби нема повратен утовар за да си ја врати, да си го врати камионот према тичата земја. Тука веќе се доведува до прашање, бидејќи возачите како професионални возачи тие имаат, госпоѓа Моратовска спомна со тахографските картички, значи им се мери работното време до минута, дали они стојат, дали поместуваат на граница во колона, ниф им се. Сега они имаат 9 часа да работат, потоа треба да одмараат, да прават пауза. Сега на секоја една седмица, еднаш во неделата, треба да прават 24 часа пауза. А секогаш на секој 2 недели треба да прават 45 часа. Сега вие рачунајте доколку нешто се одолговлече по транзитот, по патот, со царинските постапки, со проблеми на примање на роба низ товар, автоматски се успорува враќањето назад и возачите мораат да ги прават тие големи паузи во странство и дополнително ги зголемуваат деновите. Така да јас би кажал дека можеби дали било тоа тенденциозно или не било тенденциозно, ќе се сложам дека треба да се третираат исто како машиновозачите, како пилотите. Зошто? Бидејќи не гледам причина зошто патниот сообраќај треба да биде исклучен или да биде нешто поразлично од останативе. Зошто да биде деградиран? Освен ако нема некоја позадинска цел, нели, и некој Така е, за тоа што подосна ќе ве прашам за таа стратегија. И останува тоа, вториот дел од прашањето. Стигнавме до тука буквално на 45 дена од 10 април да се тресеме се што ќе се случува. Зошто стигнавме до ова ниво? Можеше ли порано? За тоа ве велам, бизнисот преспа, владата заспа, што се случи? Кој потврди? Превозниците, нели, компаниите кои што вршат превоз, низ годиниве беа научени на толеранција. Значи, бидејќи пак ќе споменам, ништо не се менува, се исто. Меѓутоа со дигитализацијата и со брењето на денови на дигитално, значи тука веќе нема исклучок, нема човечки фактор. Нема човечки фактор и нема одстапка. Сега, бидејќи претходно имаше при нередовни контроли, него во моментот каде ќе се поклопи да има контрола, ќе се избројат деновите, па некогаш ќе добие возачот предупредување, некогаш ќе добие опомена и мислам дека сето тоа придонесе така да некако, ајде да кажам, поспоро го прифатиме моментот, да се опуштиме, да. Така да се каже, да се опуштите и да не го чекат. Така. Дека тоа вечно ќе трае, ама не траеше вечно, за жал. Реално ли е очекувањето исклучок да се направи за Македонија од Европската комисија? Мислам. Ја мислам све оди во пакети, така да не би можело. Затоа сте заедно, така е. Да, не би можело да има исклучок и не прават исклучоци, колку што следам и за други работи. Ако ставиле нешто во пакет оди, бидејќи превозот, ако го признаат само патниот превоз, автоматски го признаваат за сите држави кои што се Значи, воопшто да не се надеваме дека може да се случи некаков исклучок. Тоа не ми се верува. Мене исто, иако не се ни познати во Европската унија по исклучоци. Сега веќе ќе зборуваме со бројки, со факти. Моратовска, колку возачи, колку компании ќе бидат погодени со ова правило 90-180 од 10 април? Вака, значи во Македонија има околу 8.000 возила кои што можат да возат и да бидат достапни на европскиот пазар, бидејќи ги имаат соодветните евростандарди. Ние имаме малце повише возила, меѓутоа бидејќи немаат соодветни евростандарди, не се движат во Европската унија. Тоа е Евро 5 и Евро 6.
Значи Евро 5 и Евро 6 се тие што ќе се движат и престанува више малце Евро 5 да оди подалек од Словенија, бидејќи патарините, значи една од шемите или, како да кажам, начинот на исклучување на возила од Западна Европа е преку патарините кои што се наплаќаат на база на евростандард. Така. Сега, кога имаш Евро 6 возило, ти плаќаш најмалце патарина, што значи сите ние од оваа страна, бидејќи не можеме да им бидеме конкурентни со цените, бираме за да имаме помали трошоци и работиме со тие возила каде што ќе имаме помали трошоци. Од друга страна, има држави, еве сега Грција која земе, тука сега одат тие што превезуваат нафта, нафтени деривати, јаглен, киперите од Лука Солун што товарат и тоа се нон-стоп влегуваат и излегуваат. Меѓутоа поентата е Западна Европа, каде што имаме најголема пречка. И таму се од 4,5 до 5.000 возачи. Возила. Возила и плюс има 2.500 возила кои што се движат во другите поблиски до Хрватска, до Словенија. Ако кажеме дека имаме 9.012, така по последните податоци, возачи со сертификат за професионална компетентност. Меѓутоа, тие возачи се распределени во овие возила, бидејќи да поидеме и до Црна Гора и до Србија, возачот само што ќе излезе од нашата граница мора да има сертификат за професионална компетентност. Што значи пак оперираме со ние од 4,5 до 5.000 возила кои што одат директно во Западна Европа. А тоа не е некоја бројка која што може да им наштети на нивниот транспорт. Бидејќи, колку и да сакам да бидам фина, морам да кажам дека ова е една стратегија која што долги години се спроведува, затоа што не ми се верува дека Европската комисија која што прави толку развојни планови, нели, стратегии, да не знае што ќе се случи кога ќе не заобиколат од сите страни. Значи 29 држави. Кога почна Шенген зоната беа 5 држави, сега се 29. Точно. Ние и да не возиме во Шенген зоната, мораме да ја транзитираме. Замислите Македонија, Турција, Турција, Македонија, мораме да транзитираме или преку Бугарија или преку Германија. Меѓутоа, ова се бројките со кои што најмногу се оперира и што се движат. Едно време вадевне визи, што да ве кажам, за секоја држава каде што одевне, сега замислете, тоа го прават исто турците. Они немаат визна либерализација, него работат на база на визи. И колку е тоа бенефит и за самите конзулати, затоа што све кошта. Точно. А од друга страна, колкава е загубата за превозните трговски друштва и за нашите држави, бидејќи визата не се добива истиот ден. Па треба докази да однесеш дека си товарил од Македонија, не секогаш има превози кои што тргнуваат од Македонија за Европска унија, некојаш земаме стока од Србија, некојаш од Босна, некојаш од Грција, Бугарија, затоа што имаме можности преку тие документи, овие транспортните дозволи кои што ни се даваат за достапност на пазарите на сите држави каде што сме потпишале билатерална спогодба од превозот во патниот сообраќај. Така да не се работи за нешто огромна бројка, најголема меѓу сите нас овие 4 е Србија. И тоа не е голема бројка која ќе го споредиме со пољаците, со Германија, со сите други. Неколку пати ја спомнавте таа стратегија, мислам дека треба да разговараме сега за неа, иако вие ја почнавте вие, господин Миланов, се сложивте, да, што е тогаш таа стратегија за која што некако кружиме од почетокот, повелете? Која е стратегијата? Стратегијата е, според мене, дека треба да се лобира многу повеќе, значи, кај пријателските земји членки на Европската унија, бидејќи, колку што јас имам информација, Хрватска веќе не поддржува во оваа иницијатива. Јас сметам дека треба да провериме дали има уште држави и уште, да кажеме, пријателски членки на Европската унија кои што вистински го разбираат овој проблем и сакаат да не поддржат во тоа. И следното е, јас мислам дека треба акцентот да се стави многу на технолошки и индустријски развојни зони, каде што таму се стационирани, како што пред малку ги споменав, сите овие фабрики кои што
малтене зависат или ја поддржуваат економијата на Западна Европа и на пречката што ја зборуваме цело време на одредени држави. И сметам дека заеднички ако се составиме, како што кажавме, со останатите држави, доколку добиваме помош од државата, доколку добиваме помош од сите дипломатски, сите можни институции, сите да бидат вклучени, нели, секој на својот начин и со своите модули, секаде да помалку од некаде вршат притисок, да кажеме, можеби ќе можеме да бидеме слушнати од другата страна и да бидеме вистински разбрани. Знаете како вие го отворивте тоа како прашање за лобирање. Зошто коморите во Македонија, ССК, Стопанската, Северозападна немаат представништво во Брисел? Од таму да лобираат, директно од таму. Сите три здружено, или ако имате моќ и финансиска и секоја посебно. Но има комори од регионов кои што имаат представништва таму и веќе се одма во допир со тие што ги прават законите, прописите, регулативите. Точно вака, значи Сојузот на стопански комори нема, да кажеме, дадено некакви директни инструкции, меѓутоа од самиот почеток ја поддржува и владата, го поддржува и Сдруженијето Макан Транс, бидејќи услужната комора од Стопанска комора ја соединуваат исто така и транспортот и шпедицијата, каде што е засегнат овој проблем. Нашите членки постојано реагираат и од сите страни, затоа ние 100% ја поддржуваме. Прашањето кое го поставивте е веќе дискутирано, е веќе разговарано, во моментов се интензивираат, да кажеме, разговорите, да се пристапи кон тоа решение. Многу полесно може да се допре до тие што ќе одлучуваат. Да, се сложува. Господјо Муратовска, колку од 10... Едно како од решенијата додека се подготвува за емисијата беше како предлог даден, на што тој веднаш се отврли да ги ротирате возачите. Колку има економска исплатливост во тоа? Па видете, кој ќе кажеме 90 дена во 180, за да може една компанија да обстои, мора да има два возачи на едно возило. Што значи? Додека едниот вози 90 дена, другиот треба 90 дена да се одмара и да зема минимална плата. Или едниот да вози 15 дена, па другиот 15 дена да вози. И тоа не оти. Значи, во превозот возачите заработуваат во проценти. Значи, имаме основна плата и од реализација. Колку повеќе има обрт или по километри, како што се рачуна во Европската Унија, и никој од возачиве нема да се сложи, да седе, да зема минимална плата, бидејќи има своје семејство, треба да го... Значи, превозниците можда ќе успеат да остварат нешто, но тоа ќе се дели на пола. Што значи, после кој ќе поминат сите тие периоди, ние ќе имаме луфта каде што некој изгледа нема да треба да работи ни цел месец, за да направи барем одреден период, за да може да се продолжи понатака, бидејќи ќе се потрошат тие 90 дена, ама во 180 има уште 90 дена, кои што треба да се изработат. Така да сите тие махинации се фикс идеи, не е решението, поише како фикс идеја. Меѓутоа, поентата е во тоа што некој се обиде да не ги собере сите возачи професионалци. Управа смисла на професионалци кои што се од Западниот Балкан и се познати како совесни и добри работници. Од 2015 година ИРУ и Обединетите нации направија една студија на светско ниво од 15 до 28 2 милиона возачи одеа во пензија. А од 25 до 28 уште 500.000. Што значи во Западен Балкан, Белгија, Германија, сегде возачите ги снема. Освен кај нас. Осам тоа е нас. И почна. Сега рачунајте, јас стално векам, нестандардни мерки се применуваат на секој чекор. Поминете граничните премени за РВВ, 35 години од кога сме одделени, толку не можеше меѓу Србија и Хрватска се направи уште еден премен. Значи, место по една колона да поминуваат по две колони возачи. Зар толку не можеше со Румунија, со Маđarска,
Сваќате, значи све беше направено за возачите да осетат колку е Имаше тешко. и ова зелен појас, ама тоа зелен коридор, не зелен појас, извинете, ама не профункционира тоа. Тоа као Не работи тоа, не тоа функционира. као се спомна во, како се вика, во периодот на ковид. Меѓутоа многу беше интересно дека во тој зелен појас влегуваат сите што имаат и Т1 документ, постојат такви Т1, Т2, а сите возила се со Т1 и Т2. Така да зелен коридор е само на хартија и ништо повеќе. Се враќаме на тоа, значи останува дека проблемот со професионални возачи што ги снемува во Западна Европа, од тука ги надополнуваат, имате веќе... Првиот удар беше собирање од сите балкански држави, да кажем. Од 2015 почна. Еве Германија треба да ви кажам. Значи, ако убаво ве разбирам, 10 април не е ништо случајно, дека од 10 април би имало уште еден добар екзодус на професионални возачи што би отишле горе, ако има место. Не, за нас 10 април ништо не значи. Добро, како датум, нели, од тогаш? Да, како датум, затоа што и сега ни ги проверуваат печатите во пасошите. Па дури последна информација што имам, до таму германци отишле, да влегуваат во фабриките, каде што стојат на паркинг плац возилата за да товараат стока и ги контролираат. Среќа нашиот возач имаше 83 дена, па куртули, да кажам така народски, меѓутоа црногорскиот колега што му стоеше 97 дена и него го приведоа. Значи веќе не се преконтрола само на влез или само во територијата, него веќе ги ловат, што ми покажува дека на некој начин се обидуваат да ни покажат кои сте вие маливе, нели, да се бунтувате, видите ние што можеме да направиме. Добро, чии возачи онда ќе го превземат местото на возачите од Западен Балкан? Не само од Македонија, од сите држави. Не, па видите, се возачите се плашат, никој не ќе да биде тормозен. Никој, не ќе да го однесат у затвор, да го му стават лисици. Едноставно стресови доживеа човекот си работи. И повеќе од возачиве, сега со колегиве се слушаме, значи кои ќе им се приближат 10 дена, веќе одбиваат да работат. Затоа што века во возењето ти не знаеш што те чека на пат. Можда турата завршува за 10 дена, меѓутоа не дај Боже ќе чекаш негде треба на брод да се качиш било каде. Не се знае. Не се знае, знае, не стигнеш на граница, веќе што ќе се случува. Кога си натркала, не само на граница, кога си натркала и внатре, затоа што ние имаме релации кај што треба на фериброд да се качат. Да. Тунели да поминуваат. Мислам, многу работа има кој што Има и многу непознати. Господин Миланов, дали ССК, дали Сојуз за стопански комори има некоја приближна бројка, пресметка, некакво нешто со што би можело да излезе во јавност да каже дека да, ќе се зголемат толку и толку трошоците, толку и толку ќе поскапи увозот и извозот преку транспортот со камиони, затоа што за нашите возачи веќе ќе нема толкава мобилност. Прецизни бројки немаме. Се уште немаме прецизни бројки. Можам од слободна проценка, значи да кажам дека процентот се движи помеѓу 5 и 10, бидејќи како што напоменавме, нели, доколку се ускрати правото на возачите, ќе се намалат бројот на возила. Со тоа што ќе се намалат бројот на возила, автоматски цените на транспортот треба да се зголемат. Како што ќе се зголемат цените на транспортот, трговците ќе треба да калкулираат. Едната калкулација ќе биде за да можат да бидат конкурентни и да останат, нели, да можат да ги продаваат своите производи, ќе го вкалкулираат тој трошок, па можеби ќе намалат нешто од својата маржа, да кажеме, меѓутоа по тоа што го имаме до сега од искуство, ќе го додадат само на останатата вредност и автоматски, значи ќе дојде до поскапување, да. Само малце, ова би се случило од 5 до 10 само доколку останат македонски превозници или српски кои што би ускокнале во работа. Меѓутоа, ако немаме такви, ќе ни дојдат од Полска, ќе ни дојдат од другиве држави, тука веќе не работиме со проценти. Бидејќи нивните цени се за 2 пати или за 3 пати поголеми од што ние ги даваме. Бидејќи секогаш домашниот транспортер е поевтин отколку оне што го ангажираш од надвор. Тек тогаш ќе имаме огромна инфлација, огромни проблеми. Па и колку да се откажуваат од дел од маржата,
сакале, не сакале, цените ќе порастат. Точно, меѓутоа јас сметам дека нема така лесно да се откажат транспортерите и транспортните фирми. Нормално дека секој ќе се бори за своето, секој ќе пробува да најде начин, да изнеде начин како... Јас верувам, ама Како многу тешко ќе биде, возачиве ни се намалени. Точно. Ние дури вака не темата пробавме преку овие што ги носат од Непал, од Индија да провериме какви можности има, дали има побарување. Меѓутоа, кога размислиме дека може да не се случи да ангажираме таков возач, ќе си отиде во Германија, ќе го остави камионот. Ќе го снема? Ќе го снема, значи кај нас и тоа не можеме да го рачунаме као нешто што би не спасило. Тоа е многу веројатно, бидејќи, како што ги напоменавте, сите тие лица од тие држави нас не гледат како параван до Европската унија. Не дека се тие случајно дојдени за да... Се обидовме да најдеме одредено решение, разговаравме, меѓутоа кога свативме услугата колку е ниска, што ја бараат за да завршат, ја викам ова нису чиста после извинета на србизмот. Значи мора да има нешто позадински. Следното е со оглед дека и тука сме согласни дека ќе поскапи. Во секој случај би поскапело. И више не знаеме дали веќе не знаеме дали би било рентабилно или не, или дали воопшто ќе се сплати ако ги дигнат цените, дали ќе може тој продукт да го пласираат. Една од опциите е да се селат компаниите. Значи, дали веќе во Макам Трансте Чуле се зборува, се размислува, дали во коморите исто така се слушнало, веќе има примери, повелете, вие па ви. Јас прва? Да. Па веќе има, значи превознициве си бараат начин како да продолжат. Јас стално викам, никој не знае колку многу капитал е вложен во транспортот, затоа што е натркала и не го гледаат. Меѓутоа е огромен капитал кој што секоја друга држава би го примила. Поготово што сега од поголемите фирми овакви имаат Евро 5, Евро 6 што се возила, кои што се прифаќаат. Од друга страна, возачиве викаат, ако јас не можам да возам месец за месец па да си остварувам соодветни средства за екзистенција, ќе си оди во Европска унија. Што значи, едино решение е да ги задржат возачите, да работат и да преминат во друга држава. Меѓутоа, има веќе такви случаи, слушате, планираат? Има и си имаат резервирано. Значи, поголемиот од нив не сакаат да се одат од Македонија. Бидејќи нормално дека е подобро да работиш на своја територија, ги познаваш законите, прописите, све, меѓутоа има резерви, каде што вика морам да се снајдам за да обстанам. Некојаш викаат доволно едно-две возила да вртат, така е кај нас изговорот да работат, за да може да обстанеш па додека се реши некој случај. За разлика од странство каде што веќе се неколку нема да биде проблемот само на транспортерите, ќе биде и на буџетот на нашата држава, бидејќи ние носиме многу девизен прилив. Кој морате да ми каже во тој дел? Да, во тој дел ние немаме конкретна и проверена информација дека се планира нешто такво, но меѓутоа нормално не се исклучува доколку не се изнареде решение, доколку се отежни целокупнава работа, нормално дека компаниите ќе си го бараат решението. Добро. Факт е дека доколку ова стане ригорозно како што вака се предвидува и се најавува, дека возачите ќе реагираат, како што кажавме, на едно возило ќе треба да има два возачи, тој воzač ќе чека нормално, нема да чека со минимална плата, не може, додека другиот реализира, тоа е јасно и секој ќе си го бара решението. Не е новина да кажеме за македонски фирми да имаат фирми во странство, во некоја европска држава. Постојат и пред да се случи ова, фирми што се регистрирани во Словенија, во Хрватска, во Бугарија, ќе постојат и пето. Точно, се сложувам. Меѓутоа, пак ќе кажам, моја гледна точка е дека сепак, видете, за да отворите фирма во странство, треба многу добро да ги познавате нивните закони. Тоа е сепак нова дополнителна инвестиција, каде што ќе треба да се инвестира и во отварање на фирма, и во Добро, да, за тоа тука е ризикот, затоа што тоа ми го превзеле посериозни, поголеми компании, транспортни компании, секако, се извинувам, не помалите, а тоа ако се случи,
Па голем одлив на приходи у буџетот има тоа што го кажа господјата Муратовска. Така е. Прилично големи. Прилично големи. Така ја гледав некои бројки. Сериозно би бил загрижен. Одиме со втор блок реклами и потоа се враќаме во студиото. Продолжуваме со топ тема, немаме многу време. За жал, имам прашање за двајцата. Господин Муратовска, вие, па господин Миланов, колкав е ризикот Македонија да го изгуби транспортниот сектор, како што загуби дел од индустријата, за жал, бидејќи моменталната состојба, да речеме криза во која што влегуваме, позиционираноста покажа дека Македонија нема долгорочна стратегија кога станува збор за транспортниот сектор. Ја би рекла дека ние немаме долгорочна стратегија за многу работи, меѓутоа не е директно поврзано со долгорочната, затоа што јас се чудам како една Европска Унија која што има стратегија за све, наеднаш не обиколува и не затвора во едно гето, да кажам, каде што директниот удар е на транспортна индустрија. Ако ја уништиш транспортната индустрија, индиректно ги уништуваш и целото стопанство. Затоа што да се овозможи одржив раст и развој, треба транспортна индустрија која е алката и ги поврзува и производните и трговските. А ние сме увозно зависна држава. Ние зборувате извозот ќе ни поскапи, увозот ќе ни поскапи. Не, прашав и за увозот и за извозот. 96, мислам генерално зборат, 96% според статистички податоци, стоките во увоз и извоз се преку патниот превоз. И замислите што значи за нас кои ќе не заобиколат, која нема да имаме, затоа што возилата без возачи ќе стојат, тоа е мртов капитал, нема да работат. Значи, јас сметам дека овде некој правил убава стратегија за да не преполови. Затоа што може да ќе најдеме за по 1, 2, 3 возила да работи, меѓутоа за да работат она, макар да е многу малку, кој ќе успоредиме со сите други. Така да оваа стратегија за визната либерализација е во спротивно со спогодбата за асоциација и стабилизација, за спогодбата за сообраќај кој што имаме уште од 97-ма подпишан. Че се кажано е во сите нив дека трговијата, движење на работната сила и конкурентноста треба да бидат основа, нели, за тие што се надвор и оние што се внатре во Европска унија. Дека државите треба да се воздржуваат, да не спроведуваат некои мерки кои што би значело дискриминација. А ние имаме огромна дискриминација во секој дел од нашето екзистирање и постоење, а сега тоа најмногу се префрла на транспортната индустрија. Господин Миланов? Јас ке се надоврзам на малку поинаков начин. Не е дека нас не било до сега лесно како транспортни фирми. Значи ние постојано низ години назад нас не се оттежнува. Значи тоа сега со броење на деновиве е едно, меѓутоа пред да почне тоа, секоја држава засебна од Европска унија почна да си воведува своји системи. Прва почна Полска. Полска воведе систем каде што електронски треба секое возило да се најави со број на возило, податоци за возач, податоци за кој испраќач, кој е приемач, каков тип на роба се пренесува, и доколку ја немате таа најава, кој ќе влезете кај ниво државата, точно на кој премин треба да влезете, на кој премин треба да излезете. И доколку ние го немаме тоа, автоматски следува казна. Сега поново го воведе и Унгарија. Тоа е сега моментално само за влез. Значи, ние пред да влезе камионот во Унгарија, треба да се најавиме како правиме дополнително, ние кога одиме да кажеме тука за Европска унија, правиме, го споменавме Т1 транзит документот. Ние правиме транзит документ, тоа е царинска декларација за да транзитира стоката. Меѓутоа, кога ќе дојдеш во Унгарија, ти правиш дополнителен трошок и дополнително трошиш ресурси на вработени луѓе, енергија, време, каде што ти треба да правиш од поново како нов транзит. Точно на кој граничен премин ќе влезеш, каков тип на роба. Тоа мене ми укажува дека они сакаат економски да се заштитат и да си го заштитат своето и своите транспортери и своите превозници. Меѓутоа,
не се сметам дека не се доволно свесни кои бариери се границите. Ние нашите возачи, тоа веќе неколку пати јас го лудирам, нашите возачи никогаш не си одат заради плата. Никогаш не си одат заради подобри услови во Европа. Тие си одат зашто премногу се малтретирани на граничните премини. Да, таму нема граници. Да, таму нема граници. Нивните возачи не се научени 24 часа да поминуваат една граница. Не се научени да се соочуваат со такви бариери како што нашите возачи се научени. По една минута за секого, господја Муратовска, логично прашање за крај. Секако, што може да очекуваме? Имаше една блокада, не траеше 7, траеше 3 дена. Дали, ако нема никакво решение или поместување, може да очекуваме пак, повторно може да очекуваме блокади и сметате дека ќе помогнат со дополнителниот притисок или ќе направат дополнителна штета? Видите, ја се уште ние на ниво на раководство не сме размислувале за блокади. Ја цел живот сум против блокади и кога сме правеле, некој сме правеле протест кој траел пола ден, без да сакаме нешто да запреме било каде, бидејќи сметаме дека другата страна на која што ја праќаме пораката треба да биде свесна. Јас искрено не посакувам да се направи ваква блокада како што беше, затоа што штетата најмногу ја имаме ние државите од Западниот Балкан, бидејќи и доставата на готови продукти за продавниците, макар да некој смета дека кажам тоа дека не е голем проблем е за нас, за нашите држави. Исто така странски инвеститори на кои што највише апелирам дека треба да се борат, а не да навоѓаат алтернативни начини за превози, него активно да се борат за да се постигне нешто. Што ќе биде после 23 ќе видиме, бидејќи моите колеги од Србија и Босна и Херцеговина веќе имаат одржани такви состаноци однапред и се спремни да блокираат. Меѓутоа јас бидејќи имам позитивни ставови, сакам све добро да оди, не сакам да размислувам во овој момент. Меѓутоа, видете, постои активна и пасивна блокада. Значи, ако немаме возачи кои што ќе возат, исто е блокада. Така е. Со оглед дека времето ни истекува, господине Миланов, 15 секунди се извинувам за краткото време. Ако за 3 месеци нема решение, сака што ќе им препорача на компаниите членки? Да се адаптираат надвор од државата или да чекаат? Како што стартуваше емисијата, јас сепак исто сум оптимист и силно верувам дека ќе се пронајде решение за овој проблем. Би почекал да помине состанокот на 23 да видиме со какви ставови, со какви резултати ќе резултира состаноков, па потоа можеби ќе може да размислуваме и некако поинаку да пристапиме можеби или да се пронајде некое решение заедничко каде што ќе можат нормално да се поддржат сите наши членки. Почитувани, ви благодарам за времето, ви благодарам за одговорите. Тоа беше се за вечерашната топ тема. Да се надеваме дека во понеделник ќе се помрднат нештата во полза на македонските професионални возачи, за да нема потреба од повторно блокади и дополнителен притисок. Тоа беше се за вечерашната топ тема. Ви благодарам на вниманието. Останете на програмата на телевизија Телма.